Започнуваат караваните усти полни ветувања. Денеска стартува кампањата за парламентарните избори. Партиите веќе наголемо се влезени во политичка акција за ловење гласови, но презентирајќи ги своите председателски кандидати. А од денеска реториката се засилува и официјално почнува борбата за пратенички мандати во собранието. Двете кампањи ќе се одвиваат паралелно во текот на следните 5 дена, вклучувајќи кој денешниот, пошто на 22 април настапува молк за председателските избори, кои ќе се одржат на 24 април. И покрај молкот за председателските, кампањата за парламентарните избори ќе продолжи во текот на овие 2 дена. Ситуација која председателот на Државната изборна комисија, Александар Даштевски, неодамна ја нарече уникатна и единствена досега во изборните циклуси. Кампањата за изборите за пратеници ќе трае до 6 мај, пошто ќе започне дводневниот молк пред 8 мај, денот на одржување на парламентарните и вториот круг од председателските избори. Кампањата за председателски избори започна на 4 април. Во трката за председател се вклучија 7 кандидати, што не е честа пракса во Македонија. За глас се борат Гордана Силјановска-Давкова, Стево Пендаровски, Стевчо Јакимовски, Бујар Османи, Арбен Таравари, Билјана Ванковска, Максим Димитриевски. Гласањето за првиот круг е закажано за на 24 април, ден кој е прогласен за неработен. Досега во Македонија само еднаш е избран председател во прв круг, и тоа во 1994 година. А сите наредни изборот се случува во вториот круг. 14 дена по одржувањето на првиот круг се одржува втор круг на председателски избори, во кои учествуваат 2 кандидати кои добиле најголем број на гласови од изборите. За изборите да бидат успешни, потребно е да гласаат 40% од избирачите. Меѓу првиот и вториот круг на председателските избори се продолжува кампањата и за парламентарни, но и за двајцата председателски кандидати. Дента кога се одржува вториот круг на председателските, односно на 8 мај, ќе се одржат и парламентарните избори, на кои учествуваат 17 коалиции и партии.